Жителите на Карпош се навикнати по улиците да ја гледаат градежната механизација, растрчаните работници, луѓето кои се грижат за зеленилото и хигиената. Можеби во периодот додека траеше изборниот процес, оваа слика отсуствуваше. Градоначалникот Јакимовски во интервјуто најавува засокување на ракавите и комплетна посветеност и враќање на вистинскиот колосек, по кој возот, наречен Општина Карпош, ќе се движи остварувајќи ги своите цели. Сакам да знаат граѓаните дека започнуваме со нашата градежна офанзива за оваа година, имајќи во предвид дека од денот на распишување на избори па до завршувањето на избори, а завршувањето на избори е во моментот кога се конституира владата на Република Македонија. Тоа значи дека до крајот на мај ние не можеме да распишуваме тендери, потоа ќе ги распишуваме тендерите и ќе почнеме со наши ангажмани токму во делот на инфраструктура, во делот на реконструкција на улици, фасади и така натаму. Во тек реализација на голем проекти кои беа дел и од ветувањето во предизборната кампања. Би сакала еве да започнеме со дел од тие проекти, како што е новиот плоштад кој се гради моментално во Влај. До каде се работите? Ние тој плоштад го имаме ветено уште минатата година, меѓутоа поради проблемите кои што настана со фирмата која што го изведуваше, изградбата на плоштадот се одолговлечи, односно обидот на фирмата да стави материјал кој што не е предвиден според тендерот. Сега има фирма која што материјалот го става онака како што беше предвидено, односно плочките кои што се ставаат се увозни, значи се високо квалитетни, увезени од Хрватска, од Загреб, од фирмата Бетон Лучко, со тоа што правиме едно прекрасно катче за граѓаните на населбата Влај. Чини доста средства, ќе има и фонтана, ќе има и место каде што ќе можат луѓето да се дружат, особено во вечерните часови, ќе има одлично осветлување. На тој дел е планирана и црква. Овој проект ќе го заокружиме некаде до 15 јуни, во зависност од тоа фонтаната како ќе биде подготвена. Значи, ќе можеме да го пуштиме во употреба тогаш кога ќе биде се комплетно. Сега ја садиме тревата, ќе бидат насадени цвеќињата, веќе павер елементите повеќе од 2/3 се завршени, што значи дека некаде до 15 јуни ќе биде се готово. Интензивно исто така се работи и на патната инфраструктура, се поправат улици, тротоари. Да. Во моментов градиме една улица во Жданец. Тоа е дел од Жданец, значи над Жданец, улица која што луѓето имат изградено куќи кои се дивоградби и кои што се буквално заборавени и од општината и од било кој досега раководители. Малку во тежок терен се прави, ниту имаме доволно услови за да можеме да ја правиме прописна улица, меѓутоа повеќе луѓето нема да газат вокал и таму ќе имаме и исто така направено осветлување. Веќе се подготвува проект за улицата Козле 2, тоа е она улица од последна 57 до крајот, до црквата во Нерези, тоа е еден посериозен проект. Остануваат во Тафталиџе 2 уште 4 помали улички кои што ќе ги завршиме исто така ова лето, што значи дека веќе скоро 70% од улиците во општина Карпош ќе бидат реконструирани. Така, може да ја споменеме тука и акцијата за менување на азбестните покриви? Да. Ние за оваа намена имаме вкупно одвоено 10 милиона денари. Чекаме да се конституира владата на Република Македонија, бидејќи антикорупцијските закони се такви. Ние можеме да распишеме тендер или конкурс само по откако ќе биде формирана, ќе завршат комплетно изборите. Изборите се смета за завршени тогаш кога ќе се конституира влада. Издвојаме 10 милиона, од кои што 6 милиона денари ќе бидат за висококатниците, значи менување на покриви на висококатници. Ние ќе го обезбедуваме лимот, штрафовите, евентуално ако има искршени штафни, парната брана, веројатно ќе обезбедуваме и изолација за тие станови кои што се на последните станови во зградата, за индивидуалните куќи некаде имаме околу 4 милиона денари, значи ние ќе го обезбедуваме само лимот и штрафовите и парната брана, а работната рака ќе треба да ја платат исто така граѓаните. Исто така работната рака ќе треба и во стамбените згради да ги обезбедат куќните совети. Ние ова го правиме со цел полека да ги замениме азбестните кровови, да учествуваат и граѓаните, значи ќе има распишан конкурс,
А кај индивидуалните куќи претежно ќе работиме, ќе ги поддржуваме оние граѓани кои што се со пониски примања во зависност од бројот на децата, колку години живеат во Карпош и така натаму и така натаму. Кога сме види кај висококатниците, ќе има и замена на старите дотрајани лифтови. Нема да ги заменуваме, туку ќе ги реконструираме. За таа намена имаме издвоено 6 милиона денари. Најпрво ќе ги реконструираме лифтовите на висококатниците, тие што се над 15 ката. Со овие средства колку лифтови можеме да поправиме, толку ќе поправиме оваа година, а остатокот ќе биде за наредната година и полека ќе ја спуштаме катноста, значи сметам дека до крајот на мандатот веројатно најголем дел од овие лифтови ќе бидат реконструирани. Може и да се забележи дека се работи и на обновување на фасадите на зградите. Докаде и тоа? Да, во моментов работиме две фасади, едната се наоѓа на Никола Русински, тоа е веднаш до Ситимолот, мислам дека е една прекрасен изглед на една фасада, и втората е на улицата Партизанска над хотел Карпош. Таа е исто фасада која работи општина Карпош. Летово ни се предвидени две нови, односно 6 нови фасади, тоа се на улицата Теодосија Гологанов, бидејќи искрени да бидеме, досега се што сме правиле од оваа страна, значи на улицата Партизанска. Тука ја направивме зградата ке Симпо, ги направивме двете кули, една на улица Никола Тесла кај Малата пошта, втората е ова спроти бензинската пумпа на Октомвриска револуција, значи ке Румунска болница. Третата зграда е исто така на улицата Партизанска, која што се наоѓа во делот на Владо Тасевски, и сега овие две згради исто така ги правиме во делот на Партизанска и на улицата Манапо. Сметам дека малку треба да се префрлиме и на Теодосија Гологанов, што значи дека сега 6 згради ќе бидат фатени кај Теодосија Гологанов. Тоа се оние улици што се доаѓаат, оние мали ниски згради, студентскиот дом Гоце Делчев, и ќе бидат две кули од кулите кои што се наоѓаат спроти Вероцентарот во Козле. Освен сите овие проекти кои ги споменавме досега, што е она што во иднина ќе се реализира во општина Карпош? Како што гледате, со сигурност можам да кажам дека Карпош никогаш не бил позелен и поокосен и почист. Исклучително внимание посветуваме на хигиената, плаќаме 127 метлачи и одржувачи на зеленилото, хортикултурното редување, односно цвеќињата по улицата Партизанска, натаму училишната лига во фудбал, кошарка, одбојка, сето тоа заврши веќе. Стипендиите што ги даваме за учениците, веќе започна проектот со бесплатни ужинки за првачињата, од десен веќе и новите првачиња, значи прво и второ веќе ќе имаат бесплатни ужинки. Сакам да кажам дека летово ќе работиме исто така онamo каде што имаме фекална канализација, например во моментот правиме фекална канализација во Бардовци и ќе продолжиме да работиме во делот на фасадите, паркинзи ќе работиме во Карпош 1, асфалтирање на некои улици и исто така решавање на одредени проблеми по училиштата.